Мила од Финска пред некој ден го прослави денот за борба против хомофобијата, трансфобијата и бифобијата. Еј, жими све! Абе, не знаев дека овие незини венџио будалетинки измислиле толку многу нови фобии. Ај, за оваа хомофобијава имав чуено. Ама за она транс и бифобија, абе јок! Ама сватив дека сите тие нови фобии се поврзани со сексот. Може Мила не знае, ама има уште такви фобии од одредени сексуални активности кои таа и незините NGO не ги спомнуваат. Еве, јас, например, страдам од монодундедрапафобија. Значи, многу се плашам од мастурбатори кон Мила, кои мастурбираат ментално во јавност штом дојдат на власт. Пардон, не мастурбатори. Мастурбаторки. Не сакам NGO-ата да ме обвинат дека ги дискриминирам по родова линија, освен ако самите не се сметаат за припаднички на женскиот род, туку за некој друг род, да кажеме среден род, меѓурод, изрод. Ислам, кој ги знае што се? Епа еве, честитки и од мене. Нека ви е честит денот за борба против вашите фобии што ги измислувате и ги товарате на други за да ги замолчите. Божем, ние миличките од NGO не сме фобични од ништо, освен што сме фобични од оние кои се фобични на нашата пореметеност. Добро, ај според вас, ние сме еве хомофобични, бифобични, трансфобични. А шо правиме Мила за вашите фобии, а? Кои се вашите фобии, бе миличка? Да погаѓам? Еве, например, прва што ми паѓа на памет фобија од која страдате е ашимофобија. Докажано е дека имате страф од ашими. А знам дека страдате и од дивомагарефобија. Значи се плашите да не ве обчекори некој дивомагаре. Страдате и од рунтаво мажефобија. Многу бе ви фуфка од недепилирани мажиња. За вас тие се многу демоде, фуј. Страдате и од хетеродуписифобија. Се ужаснувате од секс меѓу маж и жена. Исто така страдате од шмукоколба со пулсирачка фобија. Имате страв од орален секс со колбас. Има уште фобии поврзано со вас. Можам од нив да напишам тефтер ко кинески телефонски именик. Ама друго ми е поентата. Овие нови фобии не ги измислувате за да заштитите некоја група од дискриминација, туку да ги спречите останатите да мислат со своја глава и постепено да воведете цензура во јавниот говор со една цел: да избегнете јавна дебата за шверцерски да ги реализирате вашите планови за уништување на јавниот морал и вредностите кои се темел на оваа држава и цивилизацијата. Будалетинки едни неопеани, прочитани сте ко селски буквар, не дигитален, туку баш онаков селски, што се држи во раце и што се чита со радост. И главната фобија од која страдате ви е македонофобија, фобија од се македонско, а за таа ваша фобија имаме лек. Многу наскоро ќе се појави во сите наши аптеки. Сега ми е навистина преку Тасевски. Се надевам дека малку ве опуштив, можете слободно да одите на спиење и сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате. Али, сега имаме една критика за вас. Викате не ја исполнил програмата. Сега ќе ви кажам на работа. Епа, другари, све се сјева и отиде у курац од која почна ВМРО да прави програми. Од која почнавте вие математички прецизно вака да ги правите програмите, да речем, со рокови, то од пред 15 години, не од сега, од пред 15 години. Со рокови, со буџети, со 3D овакво проекции, со све. Овие кај се научени така да работат, бе, бре? Овие се научени, шо немаме ветено, бе? Поема немам, шо немам, све имаме ветено. Не знам, еве, например, не ветивме дека ќе отпуштиме 500.000 луѓе пред 20 години, па ги отпуштиме, исполнето да речеме. Шо немаме друго ветено? И по еден вработен од секојав, да, и искачат на 15-ти! Ке вие, младасите! И овие гласаат, разбираш? И дојде груја, вика, чекај, не може више, вака, мора да менјаме, ние правиме програма, рокови, мокови, ценови, ова, волку пари, толку пари, таму ќе се каде, тоа ќе се прават, овие не може се снајдат. И вика, шо, и не можат, како ќе направат програма која не може,
И сега што прават они? Каква е нивната програма? Нема ништо конкретно, другари. Значи, шала на страна. Тргаме се на страна. Нема, отварам програмата за локални избори овие сега што заврши за овој мандат. Другари, нема еден проект со рок, нема еден проект со место, локација, пари, буџет. Нема. Ќе ви дам примери. Чекај да видам што сум напишал тука за примери. Ево. Како настанала програмата на СДС за Карпош? Вака. Вади ВМРО програма за Карпош, вади, што би рекол Стефанче, лектира за кого бијат камбаните, тока. Бе. Ева комарци на Петре, мама ќе ми има да им направи еден контрапротест со наши комарци. Мислам, мала шала не е на измат. И сега, вади ВМРО за Карпош програма, книга тука, докторат, за кого бијат камбаните, тоа за Стефанче, тоа лектира. Ја гледа и овако тој вика, чекај да му звонам на шефот, ја ова не може да го читам, ја многу е. И му звони. Ало, шефе? Де, кажи, укужа сам. Абе, извини, овие од ВМРО извадија на програму пишуваат ртокава поголема од за кого бијат камбаните, не е битно, ти не го знаеш тој кој не е важно. Ама кој ќе чита бе ова? Нас не треба еден мандат само да го прочитаме бе, шефе. Кој овој? Стефанче, не ме нервири да не ти ударим един шилтак. Да ти преведам Google Translate, нема нервиран ти як на мен. Слушай, ја цела недела ја мислам ова е 2017 која се локалните. Цела недела ја мислам ништо не ми иде у главата и се балинта станум и ми иде у главата. Шо ми иде? Ние развиме многу јака техника како ќе го манеме ВМРО на вие избори. Како ќе го манеме ВМРО? Слушай, зимаш ја програмичката, това сме го пратил во СМС по сите општински организации. Зимаш ја програмичката, то не програмичката, програмичката, зимаш тоа книгата. Зимаше книгата на ВМРО, уштабо седите тука, собирате се, взимаше книгата, плюнеш у 3 прста, Света Тројца, прекрстиш се 3 пати се прекрстиш, не со не многу по црквата, да мај се ради форава, прекрстиш се 3 пати и земеш се програмата и правиш и замислиш ја Маријана тркало тука го врте на лотото, со тие двете убави, и замислиш ја Маријанчето и се молиш да ти се падне убав проект. И прави и еден од штабо вика стој, трак! Застануваш. Ајде да пробаме. Ајде шефе да ја пробаме. Ајде. И ми кажа шефе, да не е боље, и се тука е Петре, пошто не исто од Карпош. Шефе, да не е боље да земаме да ја читаме, бе. Ајде сега, мислам, уз раки и книга и тие работи ме свагаш. Значи, уз винце, уз ова, ќе седеме, ќе пиеме, ќе ја видиме книгава, шо? Викаш да ја прочитаме. Петре, ја не знам куманово да го напишам на таблата. Ти програми ќе читаме, не се глупири много. Де да го пробаме ваа експеримент, дали ќе ја биде на ваа работа. И сега што се дешава? Земи ја книгата, вика. И зема ја Стефанче книгата. Ајде, почни. Плюни. Кажи стоп. Што ти се падна? Што пише у програмата на ВМРО? Шефе, тука пишува дека ќе има амбуланта. Добро. Ти речи болница ќе градиме ние. Пута 3 идеме. Добро, окей. За колку време ќе ја направат? Па тука шефе вика за 2,5 години. Пиши 8 месеца. Не, многу е. Пиши 6. А колку пари ќе кошта болницата? Па тука пишува шефе 10 милиона. Пиши 3. Штедиме ние, 7 за вицто. И за црквата. И така настанала програма. Шо мислите вие? Еве ќе и пати чекај да не ме още.
2,5 милиарди денари субвенции исплативме оваа година за останати од 2015 година. Каменорезците 2,5 милиарди денари дале на споменици место да ги исплатат на земјоделците. Оваа година ги исплативме тие за останати субвенции. И чутат, никој не ме демантира. 4 пат го кажувам ова, еден демант нема од ВМРО да помане. И слободно правете видеа од нашите трибини. Тоа само го потврдува стравот. И еве, бидејќи ги гледат трибините, и после од Сабајле монтира видеа ја што сум кажал на трибините, и слободно правете видеа од нашите трибини. Како што лажеа дека Слављанка имала базен, исто лажат и за рек Осломе дека ќе биде затворен. И немојте да ги слушате. Лидери во енергетската трансформација со оголемен потенцијал, тогаш ќе имаме подпишано договор вреден 800 милиони евра, закањата доаѓа и слободно правете видеа. Никој не ги уценува пензионерите. Едно од новите енергетски проекти за трансформација, како пример за енергетска транзиција и обезбедување на сонце од македонското, на струја од македонското сонце. И обезбедување на сонце недозволево е со години. И таа мерка влодува со прод. Знам дека секој од вас има некаков страв секогаш кога одите на пазар да купите зеленчук, инвестира во овој истоцен регион. Неколку пати го кажувам тоа тешко чувство, неколку пати од Сабајле монтира видеа ја што сум кажал на трибините. И слободно правете видеа од нашите трибини. Се наши мајки, татковци, деди, од ветер, од добавливите извори на енергија. Градоначалничката, големата мајка, радосни, вика, иде мама. Каде иде мама, бе? Која мама иде? Она ќе била гранде мама. Деди, Бугарија, како што личи на соседни држави, дојде нивниот министер за култура, заедно со нашата министерка, отворија бугарски културен центар во Скопје. И ние ќе отвориме бугарски центар во Бугарија. Тоа го сакаат и нашите деца и родителите на нашите деца. Деди, јас не сум политичар кој зборува со абстракции. И слободно правете видеа од нашите трибини. Ich bin sie Mastraf Installation. Aj, nema me tramvaj, mila moja draga, moj si osjećaj. Aj,
kupi mi kombajn, mila moja draga, moj si osjećaj. Haj moje, haj. Bitteschön, kafe naračaj, ah mein Gott, tamo ne čeptaj. Molim te, ne mi upađaj, kaj mene, to je običaj. Ein, zwei, drei, dugme pogođaj, da menzi grudi izbačaj. Bitteschön, vrata otključaj, dolazi super događaj, super događaj. Mobilo pižano. Penetratio, das ist fantastisch, Situation. Das ist die Hormonregulation. 1, 2, 3, kaj se zaveslaj? Imam stara kola, nemam nameštaj. Ajde! 1, 2, 3, droga ne pijaj. 1, 2, 3, glupče to se skri. Džemo, ti si sega. Imenzi, ja predosjećaj, da menzi, kontra uzvraćaj. Bitteschön, ajde probođaj, uspomen, super ugođaj. 1, 2, 3, majne ulećaj, pumpenzi, odmah ugrađaj, ekstazi, odmah pogađaj, da me